Понеделник. Многу тежок ден. По принцип треба демек нели да му се радуваме нов почеток, нови надежи, нови шанси за големи победи. А за успесите? Ама не бре брате. Понеделник не го сварив и тоа ти е. Уморни сме од викенд. Сите. Сакаме ден за одмор од викенд, па да си ја почнеме неделата. Вака, денеска скапани. Утре малку ќе се оправиме, во среда сме окей. Од четврток почуваме да му се радуваме на викендот што доаѓа и оп, поминала уште една недела. Си врви животчето. Море животиште, А денеска голем ден за Македонија. Изминатиот викенд циркус. Ама ништо не беше смешно. Малку така ко за плачење. Ама не се даваме. Нели, се ќе биде подобро. Ма не подобро бе, најдобро има да биде. Туку да не се секираме. Како вика Марфи, ако нешто може да тргне наопаку, сигурно ќе тргне наопаку. Така. На нас е и тоа да го свртиме на шала, на смеа или да се правиме како да не ни интересира за да го проџвакаме. Па што све сме прогутали до сада, Ај, да му се вратам на викендов. Вчера во Маврово убав ден. Сонце така помалку, скијање чат-пат и туристи, колку да не се бездич. На странски веде мислам, и тие туристи дошле, набациле фул скијачка опрема, фрштат ски, бордови на сите страни и автомобилите не на паркинг, на стаза. Да, на стаза, убаво слушате. До пола стаза паркирани коли со косовски регистрации. Полека бе комши, па уште не е ваша земја? И што се буните против двојазичност? Ете, ако на Маврово пишевме на неколку јазици паркинг, може би ќе знае каде да се паркират. Вака, си викаат на скијање сме дошле, на планина да ќе се паркираме, што? Оскар Оскарот за најдобра драма одика е... Не, нема да почнам. Денеска јонака сите за тоа зборат. Валјда се договорија кој е најдобар филм, што знам. Оскарот за најдобар филм го добива La La Land. Не, Arrival, вие сте најдобар филм. Не, Fences, вие сте најдобар. Не, Moonlight, вие уствари сте го добиле Оскарот. Ова кога се одлучува победник на избори во Македонија. Ти си победник. Не, ти си победник. Не, ти си бил победникот. Реков нема да почнам, окей? Така. Јас само ќе поздравам Никол Кидман, бе Том Круз, бе кај ти беше паметот. Не ти чини е сапот, толку јам да ти кажам. Денеска ќе ви обрнам внимание на нешто што е многу актуелно во светот. НАСА ги повика сите да им дадат имиња на 7 нови планети што ги откри пред известно време. Не знам зашто НАСА мисли дека му земјадите кои живеат таму се уште не си ги крстиле планетите, ама добро. Да предпоставиме дека се некои примитивни суштества и се уште не го направиле тоа по некоја случајност. Па треба ние да им кажеме затоа што за се не бива, нели? Под хаштаг 7 names for 7 new planets на Твитер се постираат предлози за имиња на планетите. И морам да признам, има многу креативни решенија. Многу. Едно од нив е да се викаат по 7 џуџиња. Сречко, Спанко, Кивко, Лутко, Страмежливко, Доктор и Тапко. Hello, Предлог колоквиум за имињата на планетите е далеко од Македонија, подалеку од Македонија, најдалеку од Македонија, ептен далеку од Македонија, дженем од Македонија, уште подалеку од Македонија и подалеку од Македонија 7. Така, и се ова двојазично. Ете така да знае. Телефонски разговор меѓу поранешни југословенски македонци за 20 години. Кај си бе? Далеко од Македонија. Блазе си ти. Фала, многу пријатно. Од другите вести од светот издвојуваме. Светот. Тоа е она што постои надвор од Македонија. Некаде е лошо од време на време да се позанимавате со тоа што се случува надвор од тука, за да видите како треба или пак како не треба, нели? Си знаеш. Ајде, си знаеш. Во Сибирската тајга се пронајдени 23 статуи за кои што се верува дека се скаменети руски војници, пишува порталот ESO Writer, а пренесе наша Мија.
Во 1993-та на тајгата наводно прелетал НЛО, кој што бил нападнат и погоден од руската армија со ракета земја-воздух. И оттаму се појавиле 5 необични човеколики суштества, високи половина метар. Да, суштества реков, ако тоа без буни. Високи половина метар. Така. Тие имале големи глави и црни очи без зеници. Ба, во земјаните се фатиле за раци, веднаш потоа 23 руски војници се претвориле во каменети статуи. За настанот сведочат двајца од војниците кои биле поодалечени, па преживеале. Да, они само како мозаиче станале. Скаменетите ги испитувале стручни лица во тајен истражувачки центар во Москва. Тие утврдиле дека промените се од молекуларен и атомски карактер. Овие руси од секојаш биле многу откачени. Ако може и за нас од тоа што го конзумираат, само без рецепт, плиз. Молим. И овне денеска ни ги отвори очите за уште еден сајт. Овој пат српски и се вика Зона на Самракот. zonasumraka.net. Едно од вестите кои можете да ги прочитате таму е дека ни се доближува огромен астероид со човечки лик кој во блиска иднина ќе удри во земјата. Поради демонското лице кое се гледа на површината на астероидот, некои религиозни експерти ова свемирско тело го нарекле сатански астероид. Човекот кој го открил ова и наведно има титула доктор на науки, да и ова го слушнавте, наводно има титула доктор на науки, информациите ги добил од пријатели на високи позиции во НАСА. Океј. Втора многу корисна информација од српската зона на Самракот е дека ако комшиката ве замара, треба да се пазите од неа затоа што најверојатно е вештерка која ви фрлила црна магија. Ете што бил проблемот со Македонија. Комшиеве црна маџија ни фрлиле. Ете, затоа ни требат Европската Унија и меѓународната заедница. И затоа такви амбасадорски ликови ни праќаат тука, за да ја тргнат лошата магија, доста се буните више. Ама, за наше добре. А за ваше добро и јас тука ќе завршам. Што бе, одма се израдувавте нешто, видов како поддрипнавте таму позади екраните. Ќе се караме ко за понеделник. И жал за викендот, доста е стварно. Уште 4 дени и пак викенд. А во меѓувреме научете да пливате за да одиме во длабокото. Таму барем кулите не крија дека сакаат да ни изедат. Таму барем знаеме со што си имаме работа. Не заборавајте. Гледате ТВ Нова и ТВ Локука.